на заедничка обука и едукација на специјалните сили на армијата на Република Македонија и вооружените сили на САД присуствуваа денес на Попова шапка министерот за одбрана Бесими и заменик амбасадорот на САД во Република Македонија Брајан Агелер. Целта на обуката е размена на искуства меѓу специјалните сили, подобрување на стандардите и обученоста на тимовите на полкот за специјални операции за војување во зимски услови. Ова е еден проект на поддршка и соработка со Соединетите Американски држави со кои имаме долгорочна соработка и како стратешки партнер во целиот пат кон осовремување на армијата на Република Македонија согласно највисоките стандарди на НАТО. И денес тоа што вие видовте и овие денови што ќе се случува тука во Попова шапка, како и во полигонот во Криволак, е обука на припадниците на армијата на Република Македонија, полкот за специјални операции, односно декларираните единици. Односно станува збор за единици кои се пријавени за меѓународни мисии, каде што армијата на Република Македонија до сега ги има искажана највисоките резултати. Обуките ќе се спроведуваат во текот на целиот февруари. После вежбата за борба во зимски услови на Попова шапка, следува вториот дел од обуката – борба во урбана средина на полигонот Криволак, во која ќе се искористат искуствата од Авганистан. Војници од Америка и Македонија, рамо до рамо, заедно тука како ние сме во Афганистан исто така. Очигледно ние имаме многу предизвици во светот сега, ама ние имаме исто така многу успех. Исто така бидејќи ние имаме добра соработка. И мислам дека партнерство меѓу Македонија и Америка има многу аспекти. Денес е само еден пример, ама мислам дека одличен пример. Лично се надевам дека ние ќе имаме многу повеќе вежби како тоа во иднината со нашите пријатели тука во Македонија. За време на обуката, специјалните сили на АРАМА и вооружените сили на САД ги усовршуваа скијачките вештини, изведуваа борбени дејности и евакуација на повредени во зимски услови. Ќе бидат фокусирани во делот на вештините, совладување на вештините во скијање, во евакуација на повредени во екстремни лоши услови, значи зимски услови, но исто така и изведување на борбени дејства во зимски услови. Во текот на 2013 година, армијата на Република Македонија со земјите членки на НАТО и не НАТО членките ќе изведе безброј вакви заеднички вежби. Издадов дополнителна наредба единиците на армијата на Република Македонија обуката да ја изведуваат, значи на целокупната територија на Република Македонија со цел да го запознаат просторот, теренот, но исто така да ја развијат координацијата меѓу институциите кои се задолжени за безбедност и одбрана на локално ниво. Ние сме исклучително задоволни што имаме таква можност да работиме со 10-та специјална група од армијата на Соединетите Американски држави. Секогаш целта на оваа обука е да се разменат искуства, да се споредат процедурите, тактиките, техниките, нешто да се научи ново, да се размени искуство, така да и во иднина овој тип на обука, ние гледаме со големо интересирање. Тежиште оваа година, како што кажа началникот, ќе биде дел на зимската обука во екстремни услови. Ќе работиме и на армискиот полигон Криволак, каде што ќе имаме ситуацијни гаѓања и борба во населено место, а исто така ќе работиме малку и околу војниот процес на донесување на војни одлуки. We haven't been here in about 12 years to Macedonia. По однос на работите кои што македонските вооружени сили ги имаат и она што го знаат вооружените сили на Соединетите Американски држави, ние поминавме низ неколку фази сега влегуваме во последната фаза, таа е планирачката фаза и подоцна се разбира ќе се префрлиме на полигонот за обука. Соработката во областа на одбраната помеѓу Република Македонија и Соединетите Американски држави се развива уште од 1994 година, кога беше подпишан меморандумот за соработка во областа на одбраната. Во 2008 беше подпишана и декларацијата за стратешко партнерство.